За сега непознат сторител со хебла ја искршил вратничката од таблата за електрична енергија од модуларната болница во Прилеп. Обезбедувањето на болницата овој инцидент го забележало синоќа околу 21 часот, кога поради силниот ветар сама се отворила вратата од електричната табла, пошто веднаш било пријавено во полиција. Од болницата вела дека сторителот не успел да направи никаква друга штета на електричната табла, освен што ја искршил вратничката. Струјата во модуларната болница е во функција, бидејќи надворешната табла не ни вршила дотур на електрична енергија на опремата во болницата. Директорката на општата болница во Прилеп Кети Смилеска не сакаше да даде изјава во камера, но по телефон ни соопшти дека модуларната болница никогаш досега не е останала без струја и дека 17 пациенти кои што се сместени во моментов таму, од кои што 14 се на кислородна поддршка, се комплетно безбедни. Исто така, истакна дека не било сосема јасно дали кршењето на таблата се случило синоќа или некој друг ден, а било забележано вчера од службите за обезбедување. Од полицијата синоќа ги зели и снимките од сите безбедносни камери во болницата. Од општата болница во Прилеп велат дека после пожарот во модуларната болница во Тетово, веднаш во Прилепската модуларна болница било извршено дополнително испитување на сите противпожарни апарати, а дополнителна проверка од стручни лица била направена и на сите останати електрични апарати во болницата, а било зголемено и обезбедувањето на модуларната болница. Од болницата велат дека после овој вчерашен инцидент е побарана и дополнителна поддршка од МВР околу обезбедувањето барем во вечерните часови. Од МВР истакнаа дека се работи на случајот и во моментов не можеле да изнесат повеќе детали.